Здраво, јас сум Јана Јовановска и учам во основното училиште Јохан Ханинг Песталоци. Јас денес ќе ви ја раскажувам книгата Исидора Мун слави роденден. Оваа книга е напишана од авторот Хариет Мункастер. Ајде да почнеме. Еднаш си било едно девојче Исидора Мун. Тоа секогаш одело на вампирски и самовилски роденденски забави, бидејќи мајка ја самовила, а татко ја вампир. Но тоа се сменило за многу кратко време. Таа почнала да оди на училиште и запознала многу другарчиња, па почнала да оди на детски роденденски забави. Таа, кога доаѓал нејзиниот роденден, сакала да си направи обична детска роденденска забава. Но татко и дал предлог да направи вампирска забава. Тогаш Исидора Мун не се согласила и сепак си мислела на својата детска забава. Но кога дошол денот на Исидора Мун роденденот, татко и сепак организирал вампирска роденденска забава. Вампирските забави најчесто се одржувале сред ноќ, кога било темно небото. Кога поминало сето тоа, Исидора Мун се уште мислела на својата четврта забава. Но мајка и дала предлог за да направи самовилска забава, но таа не се согласила повторно и почнала да мисли како да и биде нејзината четврта роденденска забава. Но кога дошол роденденот на Исидора Мун, мајка и сепак спремила роденденска самовилска забава. Таа забава била за пливање во Самовилското езеро. Сите самовили дошле на забавата и сите заедно скокнале во Самовилското езеро и пливале уште многу долго време. Освен Исидора Мун и нејзиното розово зајаче. Исидора Мун седала во едно ќоше и се тресала од студ, а розовото зајаче седала блиску до нејзе на еден голем камен. Тоа мразело да се водени. Тоа беше се за денес, а ако сакате да видите потоа што се случило со Исидора Мун, можете да прочитате книгата. Чао!